Кога имаме фестивал, секогаш се радуваме затоа што ќе имаме нови хитови, затоа што ќе има одлична дружба помеѓу изведувачите, а и ќе има во што да уживаат гледачите со оглед на тоа дека Охрид Фест традиционално ќе имаат можност директниот пренос да го гледаат на македонската телевизија на првиот канал токму тука вечерва и утре вечер фолк и поп вечерта. Па тоа ни е тема и причина да се вклучиме во Охрид. Само да се надополнам од 20 часот и 15 минути. И директно од Охрид во пресрет на 33-тото издание на Охрид Фест Охридски трубадури го имаме нашиот познати реномиран композитор, автор на голем број хитови, творецот на фестивалот, господинот Григор Копров. Со него ќе зборуваме за сето она што ќе очекува публиката на Долни Сарај вечерва и утре вечер. Вечерва ќе се реализира на фолк вечер, утре вечер интернационалната вечер каде што ќе продефилираат голем број на музички имења од Македонија, но и од Балканот. Навистина голем број на гости се очекуваат да пристигнат токму во текот на утрешниот ден, така што ќе биде навистина интересно. Доколку ве води патот во Охрид, повелете, а доколку не можете да отидете во Охрид, фестивалот секако ќе можете да го следите во живо на првиот канал на македонската телевизија. Господине Копров, каква најава даде колешката како домакинка на фестивалот, така ли? Добро утро! Добро утро и голем поздрав. Дозволете ми прво да се заблагодарам на поканата да после 15 години сум на програмата на Македонската радиотелевизија. И морам да го кажам следното, дека Македонската радиотелевизија одиграла огромна улога во моето музичко творештво. Македонската радиотелевизија беше колевката на музиката, не само за мене, за многу истакнати автори, да не ги спомнам, Бранџорица, Џамбазов, Џаконовски и сето тоа. И многу се радувам што на промените во Македонската радиотелевизија, кои се очигледни, и тој е резултат на новиот директор, кој јас не го познавам лично, али промените се феноменални во позитивна насока. Ево толку во овај момент да кажам. Повелете. Остане повеќе од 3 децении, господине Копров. Дали ме слушнавте? Не ве слушнав. Што е најголемиот предизвик за еден фестивал да обстане 3 децении? Па, секако, ако една работа ја работи со љубов во било која област од нашето живење, не може да нема успех. Јас сум, викам, секогаш викам, не живеев никогаш од музиката, али живеев за музиката. И тоа е нераскинлив дел од мојот живот. Еве, го споменавме фестивалот, дали денес фестивалот е она што го замислувавте кога ја имавте првичната идеја? Да кажеме дека фестивалот Охрид Фест започна со една фестивалска вечер намената за македонското народно творештво, охридските трубадури. Низ годините фестивалот ја дополнуваше својата програма и со вечер намената за детски песни, поп вечер, интернационална вечер и така натаму, така што можеме да кажеме дека денес Охрид Фест е еден од ретките фестивали, ако не е единствениот, кој што го сплотува Балканот, гради регионални мостови на музиката. Па, ево, ќе почнам со ова. Значи, било која манифестација е толку голема, при тоа да го поседува онај квалитет што треба да го поседува, едно ниво, и колку луѓе ќе ја гледат. И сега јас со едно моје размислување. Ако најубавата жена на светот е родена наводно, ако никој не ја види, што е дека е најубавата? Дали ме разбирате што сакам да кажам? Ке си остане таму само селјаните да ја видат и ништо друго. Значи, Охрид растеше од година до година, благодарност до Министерството за култура, благодарност до градот Охрид,
благодарност за сите подржувачи на фестивалот, затоа што не може фестивалот да обстои ако нема и спонзори и сето тоа. Но И исто мислам така, дека оваа година да. Она што сакаме да го додадеме е дека нели фестивалите се секогаш убава одскочна даска, како што велиме за новите музички имиња. Случајот со Торше исто беше така, каде што настапи на Охрид Фест со големиот хит Усни на усни. И ќе се слошиме дека фестивалите и треба да останат можност за новите музички имиња и автори да се истакнуваат и презентираат на нив, така ли? Така, и афирмираат. Сигурно, па, апсолутно да. Апсолутно да. Јас, ево, долги години се проявуваше да имаме ние дилема дали ќе учествуваме на Евровизија. Ево и за пошироката јавност. Што значи? Ако мене една држава, еден настан го гледаат милиони луѓе, ако не повеќе и 1 милиарда, и учествува една Италија која е колевката на музиката во европски ранги, една енглеска. Тогаш се поставува прашањето дали ние ако се пласираме во второ коло како репрезентација во фудбал, ќе кажеме немаме пари да одиме. Дали е тоа ракомет или ово? Ако мене гледа и јас си го слушнам името Македонија, ми го слушнаат 1 милиарда луѓе, нема јас зашто да размислувам дали ќе одам или нема да одам. При тоа да кажам, во случај на сите песни на Евровизија да бидат со исти квалитет. Некој ќе е прв, некој ќе е последен. Впрочем, Хампердинг, која представуваше една година енглеска, го освои предпоследното место. Хрватите не се откажаја, не се откажаја британците. Исто беше и со Италија. Таму учествуваше на Бони Тајлер, светски позната пејачка. Беше 14-та или 15-та. Значи, што сакам да кажам? Дека ние не смеме да се доведеме во ситуација да не учествуваме на таа манифестација. Тоа е голема афирмација пред се и за македонската музика, и за македонски, и уопшто како Македонија. Проштавајте сега малку што, ама ја користам приликата, jer немав до сега прилика, 15 години не сум дал некоја интервју за македонска радиотелевизија, која уште еднаш ке кажам една можеби најзаслужна за мојата кариера. Добро, вакво враќање имаме одлично, а ќе ви имаме и наскоро во студиото сигурно, така што тука сме да споделиме се оно што нели вие сакате и со нашите гледачи и со нас да го кажете, а бога ми има што да се каже. Така. А вие сте автор на голем број песни што станаа безвременски хитови. Што според вас е потребно една песна да не биде хит само едно лето, туку да трае 10, 20, па и 30 години? Тоа викаме да биде evergreen. Да. Видите да ви кажам, и во тој дел македонска радиотелевизија одигра голема улога. Во времето за да ти бидиш да биде на програмата една композиција, постоеше во македонското радио жири комисија која ги оценуваше и викаше ова може да оди, ова не може да оди. Значи, мора да поседува секоја композиција да има квалитет, а тоа значи одличен текст, одлична музика, одличен аранжман, одличен пејач. Така, Тоа ајде се четири работи без кои не се некако може. да го завршиме интервјуто, а рековме следа прилика ќе имаме во студио и многу теми кои што ги начнавме ќе ги продискутираме тоа сигурно. Според вас најмногу што и недостига на македонската музика денеска? Автори, музички емисии, критика или поголема поддршка? Значи, секако од ова што кажавте се помалку, али ако мене ме боли уво, не одам ја кај Забарот. Значи, дали ми ја разбирате поентата? Значи, мора да се има критериум.
Што може да оди на програмата, а бастион на тоа било секогаш македонската радиотелевизија. Што може да оди на програма, а што не може да оди. И така се без критериуми во ниједна сфера, ниво културата, ниво уметноста. Мора да има некое ниво и да има луѓе како што било во македонската радиотелевизија кои разбираат, кои се квалификовани да кажат ова е добро, ова не може да оди. Дали за одното време нема да задржуваме многу со оглед на тоа дека само неколку часа неделат од почетокот на годинешното издание на Охрид Фест, поточно рековме фолк вечерта Така. и преносот кој што ќе го гледате во 20:15. Господине Копров, голем поздрав од Скопје. Уживајте во Охрид, нека уживаат и сите оние кои што се таму. Музиката некако го одбележува овој период. Рековме и со многу настани, а и со Охрид Фест дефинитивно ќе имаме можност да уживаме во одлична музика. Одбрана музика, како што вика господинот Копров. Така е, ви благодариме Копров, ви посакуваме успешен старт Само уште на нешто, да. Охрид Фест. Само уште ова да кажем. Значи, успеавме да на македонската телевизија да го преземат преносот и Црна Гора, и Србија, и Хрватска, и Балканика од Бугарија. И фестивалот почнува со 5 минути или 4 минути културно-туристичка репортажа за Охрид. Тоа ми беше важно да го кажем. Одлично, значи регионално ќе може да се следи фестивалот во живо на сите овие телевизиски канали, но се разбира преку преносот на МТВ. Така, се гледаме утре ние во Охрид во рамки на интернационалната вечер. Навистина ми е голема чест и задоволство за укажаната доверба и оваа година да бидам домаќин на оваа интернационална вечер. Ви благодариме многу и ви очекуваме во студиото каде што многу повеќе и поопштирно ќе зборуваме за музиката и за сето она што вие го творите.